Овде го започнуваме нашето патешествие низ живописните села на општина Чашка до срцето на Македонија. Теово е првото поголемо село низ кое поминуваме. Ова село се наоѓа на надморска височина од 260 метри, сместено во источниот дел на област Азот. Теово е сместено на еден од краците на патот Вија Игнација. Она на што посебно се горди Теовци е јаворот сред село. Се предпоставува дека е стар околу 5 или 6 века. Никој не знае кој го засадил, но се предпоставува дека тоа бил турскиот бек. Според кажувањата на мештаните, јаворот го засадил некој турски бек кој го донел од Грција. Турците знаеле дека јаворот се вековни растенија и го засадиле како символ на вековната турска империја. Од млада фиданка, од година во година, дрвото израснало во вистински џин. Мерењата покажуваат дека дебелината на јаворот изнесува десетина метри, а е висок околу 30 до 40 метри. Јаворот за теовци представува центар на сите случувања. Црквата Свети Атанасије се наоѓа источно од јаворот. Според фрескописите, оваа црква е стара 3 века. Нашето патување продолжува. Зад нас го оставаме едно од поголемите села Теово, а продолжуваме кон село Богомила. Богомила заедно со уште 12 села сместени по текот на реката Бабуна ја представува област Азот. Името на оваа област потекнува од турскиот збор Аси, што значи непокорлив. За традицијата и културното наследство сведочи зидан мост на влезот на Богомила, кој потекнува од римскиот период. Се верува дека таа е родното место на поп Богомил, водач на богомилското учење и антифеудално и антицрковно движење. За да стигнеме до село Богомила, поминавме неколку помали села. Но за да влеземе во селото, треба да го поминеме камениот мост, кој што представува големо обележје за ова место. Камениот мост е прогласен за спомен обележје од страна на Министерството за култура, на што мештаните се многу горди. Она што друго е значено за Богомила е што секогаш се истакнувала со луѓе кои биле големи и посветени борци за слободата на Македонија и македонскиот народ. Меѓу нив најпознат е големиот македонски револуционер, еден од основачите на ТМОРО, Петар Попарсов, кој во 1868 година се родил и живеел во Богомила, каде денес се наоѓа неговата спомен куќа. Екипата на К1 го продолжува своето патување, се со цел да стигнеме до нашата крајна дестинација, планинарскиот дом Папрадиште,
каде впрочем и се случуваше првиот Даутица Outdoor Festival 2016. Овде беше изборното место на љубителите на планинските спортови, а нашата цел беше местноста Куртовица на 1680 метри надморска височина. Папрадиште е исто така планинско село сместено на падините на планината Даутица, на надморска височина од 980 метри. Со асфалтен пат е поврзано со селото Богомила, од кое е оддалечено 8 километри. Ова познато село лежи на надморска височина од 950 до 1000 метри, на стрмна падина на планината Мокра, во близина на пределот помеѓу Даутица и Јакупица, која во суштина го представува долот на Чеплеска река. Падината е свртена кон исток, а на незиното подножје се наоѓа коритото на Бабуна. Овде жителите се служеле со вода од извори созидани во чешми. Како плод на неколкогодишните активности во планинарење, планинско трчање, планински велосипедизам, организаторите овие активности ги споија во еден настан под едно име – Даутица Outdoor Festival, а целта беше на едно место да се соберат љубителите на спортот, природата и адреналинот. Желбата и предизвикот да бидат дел од недопрената природа раскажуваа и самите учесници. Активност со планинарење започна во 2009 година, па така што 2009 наваму, со планинарење и во меѓувреме со алпинизам. Што е она што те поттикна да почнеш токму со планинарењето? Од каде желбата? Па од секогаш сум била љубител на природата. Голема улога одиграл тука и татко ми. Он прв пат ме донесе овде, меѓутоа љубител сум на природата, сакам дружбата во природа, сакам мирот и тишината, спокојот, така што а и планините сами по себе се предизвика и мислам дека човек подобро се чувствува кога е овде горе. Убавината во природата нормално и здравствено, затоа што секој велосипедист кој што возел и уопште и намерава да вози, затоа што велосипедизмот, мислам, као планинарството, пружа многу големи предности во смисол на здравјето, а и предизвикот на природата, посебно офроудот, патеките се прекрасни со разни предизвици у смисол на вода, кал, спустови, адреналин, покачување и сите тие работи. Ноќта полека се спушта, повеќето од учесниците веќе пристигнаа и се сместија во планинарскиот дом Папрадиште, од каде и ќе започнат утрешната авантура низ падините на Даутица. Последните подготовки завршија, логорскиот оган и овде не изостануваше. Организаторите се погрижија и за добра забава.
Доследни на нашата задача, заедно со нив тргнавме кон целта на местноста Куртовица. Иако видно уморни, сепак задоволни од природата и освоените стрмни патеки. Чувството морам да кажам дека е прекрасно, иако беше поприлично напорно да се стигне до тука. Колку време возите? Колку време се занимавате со овој спорт? Со маунтен байк почнав посериозно да возам некаде од септември 2015, иначе пред тоа возев полесни стази и рекреативно само. Зошто одбравте токму оваа дестинација? Зошто сте овде на оваа манифестација, односно Outdoor Festival Доутица? Затоа што немам многу слободно време, пресудно беше затоа што викенд ми е слободен. И многу сакам да возам маунтен байк, посебно по предели во кои што не сум бил до сега. Околината на Велес стварно има прекрасни предели за планинарење и за маунтен байк и си викам затоа што не сум бил до сега, сигурно ќе биде прекрасно искуство и стварно е така. Моментално се наоѓаме на надморска височина 1680 метри. До сега имаме извозено околу 2/3 должински или половина тежински од патеката. Сега од тука нагоре не следи најтешкиот дел од патеката, односно најстрмниот, меѓутоа вреди да се искачиме горе, бидејќи горе погледот е прекрасен и стигнуваме надморска височина 2100 метри, од каде што имаме поглед, значи на едната страна према Солонска глава, према планинарскиот дом Чеплес, ја гледаме дел од Пелагонија, гледаме дел према, кога ќе преминеме на другата страна, и дел према Македонски Брод и цела Шара и така. Целта ја постигнавме, кој повеќе, кој помалку, но сите задоволни од освоените патеки и убавата природа, се враќаме назад од каде што и тргнавме, планинарскиот дом Папрадиште. Голема благодарност до организаторите на првиот Outdoor Festival Доутица 2016, членовите на еколошката групација Green Power, планинарскиот дом Чеплес, Велес Free Biking, атлетскиот клуб Велес, атлетскиот клуб Изгрев, извидничкиот одред Димитар Влахов, Ехо Боди Арт Штип и планинарскиот дом Папрадиште. Екипата на К1 задоволна и полна со импресии ја завршува својата авантура.